Ова е втор пат како се организира првиот поштенски маратон. Се организира на светскиот ден на поштите, тоа е 9 октомври. Прилеп е повторно домакин, главен покровител е Македонска пошта. Една од најтешките атлетски дисциплини во свет е маратонот, тоа го знаеме и не за џабе поштарите се тие што секојдневно мора да го трчаат. Трка има 4 и оваа година, има една детска на 1 километар, 5 километри, полумаратон на 21 километар и официјалната трка маратона на 22 километри. Оваа година членството од стартнината се уплаќаше на сметка за поплавите, односно подрачјата поплавени во Скопје, што беше малце хуманитарен гест имаше и оваа година. И така фино е, мислам дека има доста учесници од надвор, така што овој маратон доби и меѓународен карактер оваа година. Ова иста трака е сертифицирана од меѓународната организација за трчање на долги стази, што значи дека и ова време официјално влегува во светските времиња на тркачки и на маратони. Иначе јас сум член на најклубот од Скопје и ова ќе биде мој трет полумаратон. Трчав на Скопски, трчав прошлата недела имаше во Скопје во градски парк Штичин мој и ова ми е мој трети полумаратон. Па сега оваа година прв пат, од прошлата година нели дека ова второ издание, сега повеќе се заангажирав за да дојдам за овој маратон. Лани не беше толку популарен или со текот на годините станува. Ова мене ми е прво учество на овој маратон. Бидејќи слушнав за минатата година беа тие што учествуваа имаат добри печатоци од самата организација и затоа се решив да учествувам ова година. Со трчање се почело скроз спонтано. Со трчање започнав сосема спонтано. Тренирав претходна одбојка. Престанав со тој спорт и започнав да трчам. Па потоа следуваше прв маратон, втор маратон и сега веќе професионално се занимавам со трчање. Денеска ќе трчам на долгиот маратон 42 километри. Ова е моје второ учество на овој маратон. Лани учествував во полумаратонот на 21 километар. Сега се уште се двоумам на која дестинација да трчам. Но годинава можеби ќе ја одберам онаа на 42 километри. Во овие маратони најбитно е да ја завршиш трката, а помалку важно е на кое место ќе завршиш. Сметам дека на се поголема врата навлегува трчањето, што мене особено ме радува бидејќи имаме таа идеологија да речам да напредне трчањето, да стане се помасовно, да има се повеќе луѓе кои што се занимаваат со трчање и пред се здрав живот кои што водат и од тој квантитет и да се извади квалитет, односно квалитетни расни што велат тркачи.